почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на мојот пат до успехот. Се наоѓаме во Штип. Претпоставувам Штипјани барем по архитектурата може да препознаат дека се работи за Домот на културата Ацо Шопов. Зошто сме овде? Затоа што во мојот пат до успехот гостува креаторот на Макфест. Кога ќе се каже Макфест, синоним е господинот Стојан Троицки. Од почетоците од 86-та до 2009 година, кога, како што вели самиот тој, практично ме ликвидира или ме тргна од Макфест, остави значителен белег. Многу трајни вредности кога е во прашање македонската музичка сцена, а приказната на Стојан Троицки во две продолженија. Во првиот дел говориме за потеклото на Троицки, за поврзаноста на некој начин индиректен со српскиот тенисер Виктор Троицки, се доаѓањето во Штип, за джез бендот на Троицки и за неговата пропаганда која што ја прави додека работи во Астиво како најмоќна конфекција во некогашните југословенски денови и секако најзначајниот дел Макфест. Затоа велам, приказната на Троицки во две продолженија. Јас сум Мишко Јованов, гледате мојот пат до успехот. Видете со нас, одиме и се наоѓаме на службениот влез на Домот на културата Ацо Шопов, тамо не чека Троицки. Па една најава кога дадов две емисии дека архитектура, па од тука пејачите генерална проба, добар ден, добро дојдовте. Добар ден. Па таму тоа камионите кои ќе застанеа на МТВ, Добре, за камери, Макфест, репортажни камери. коли. Ама твојата приказна... Тука деца, пуно, Во најавата реков, твојата приказна е делам во неколку дела. Троицки како джезист или како музичар во еден дел, во другиот дел како човек кој што работи пропаганда во Астиво, во најмоќната конфекција во Југославија, и третиот дел е поврзан со Макфест и затоа решив овде на сцената малку да евоцираме спомен. Убаво. Дали сте добар? Па релативно да. Само глас не ме држи. Добро. Ама добра е. Добро. Тоа ми е драго. Нема малку ќе седнеме до душа за да ве измалтретираме, малку да раскажете вашата историја. Имате бога ми што да кажете. Влегуваме во Домот на културата Ацо Шопов на сцената каде што се појавија плејада на пејачи. Од Кичо Славинац, од Кема Монтено, од Тајчи, од Калиопи, од Тоше Проески, од Каролина Гочева, од Дареа, од да редам уште Хелена Благне, Трајче Манев, Дуле и Коки. Ајде одиме да не редам. Ајде. Да не заборавиме нека, повелите. Слушаш ли, малечка, имам душа бунтовна, ќе срушам се, ќе згазам се, ќе го сменам силот овој свет. Гледаш ли, малечка, имам сила безкрајна, ќе стопам се, ќе снема се, што го прави глупав овој свет. Летај ми, летај гулаве, високо меѓу звездите, понеси радост гулаве, сонци нека има само во песните. Чишко Столе намерно ве донесов на сцената во Домот на културата Ацо Шопов овде во Штип. Ве враќаат уште оние емоции, ве? Па не е малку, види. Јас го водев Макфест 24 години. Од првиот до 2009 година. Од 86 до 2009. 2009. Сега 40 години. Сега иде 40, да. години. Сакам да ти кажам, ова се една опасна работа. Не можам да се откачам од Макфест, знаеш. И да сакам, не можам, знаеш. Он е у мене, јас сум у него. И така не, дал сам у него, јас сам, он ми дал на мене. Огромни тимови, огромни екипи, квалитетни луѓе се работеле со мене. Тимови имавме, фантастични тимови. Избивме на југословенско ниво во тоа време, меѓу водичките
фестивалски манифестации од овој карактер, што го имаме ние. Така да тоа не може, јас секогаш кога дојдам во оваа сала, дали сам публика, дали доаѓам кај пријателите овде, секогаш некои спомени ми се враќат, знаеш, кога ја гледаш салата пуна, ова сала е 615 седишта, а во моје време таа се пунише до 750 до 800 луѓе. Вака седевме по. Ами, така, и тоа и беше чудо. Но, на се му дојде крајот, знаеш. Се е мирливо во животот. Поминала работа, поминало време. Сега го слушам, гледам Маквес. Некогаш се крстам, некогаш не се крстам. Што направија луѓето од тој фестивал, не знам што да ти кажам. Ето тоа, така ме врзуваат убави спомени за оваа сала, за оваа сцена. И стално зборував, ова опасна сцена беше. Опасна да нагазнеш на неја беше опасна работа. Во тоа време. Од кој аспект опасно? Па мислам многу авторитативна, Ето. многу квалитетна, многу мокна, музички созреана, со престижен карактер. Победникот на Маквес не беше мала работа. Во тоа време, зборуваме за луѓето у оваа бранша, оставивме трајни вредности, не само ја, него сите тимови со кои работев или со кои раководев, зад себе оставивме трајни вредности. Да не ги броеме. И ако сакате и музика, ако сакате и текст, ако сакате и аранжмани. Сето тоа беше квалитетно, со знаење, со мозок и така натаму и така натаму. Но, времето минува. Макфест во секој случај ќе живее, без разлика дали тој ќе доживува модификации вакви или такви, на крајот од денот публиката е таа која што го кажува и секогаш публиката во Макфест го кажувала своето. Така е. Значи, ако има пат на квалитет, реагира публиката. Но не се. Стојан Троицки, значи, вие сте синоним своевидно за Макфест. Јас сакам малку, бидејќи ова мојот пат до успехот, да ве врата малку назад. Прво со Троицки овој тенисерот немате ништо, така? Ова руско презиме Троицки? Тоа е руско презиме, да. Пази, татко ми е мене од Русија и неговите предците на Виктор Троицки тенисерот, што се и неговите предци се од Русија. Јас ги знам негов и од дедо го знам. На тенисерот? На тенисерот. Аха. Да не сте роднини? Не сме роднини. Тие се од градот Твер, тоа е таму некаде над Москва, а ние сме од Курск, под Москва. Пазите, во Русија сите презимија што се ќе ги сретнете, има ги многу, Троицки се тие, да кажеме, свештеници. Мојот дедо е свештеник. На татко ми татко е свештеник. На Виктор Троицки, дедо му беше високо достоен свештеник во Белград и многу ценет професор на богословие во Белград. Не сум знаел. Така е. Така да, јас не успеав да се запознавам со момчето, со Виктор Троицки, многу помлад од мене, значи, дедо му е русин на него, не знам мајка му што е српкиња или со русинка ли? Не знам. Мислам дека дури и од мене е помал Виктор Троицки. Така да. Но еднаш му пишав на Фејсбук некои информации чисто да се знаеме. И? Па немам одговори, реков, не морате да ми одговорите. Ама активни сте на Фејсбук, а? Па јас од време на време, не толку. Не толку? Порано бев, ама сега не толку. Така да, тоа презиме во Русија многу често, а овде има два Троицки. Едниот е во Белград, едниот е во Штип. Чекај, вие сте родени во Штип? Јас сум роден во Штип. А како доаѓаат? Дедови доаѓаат? Таткови практично доаѓаат? Татко ми е емигрант за време на Октомвриската револуција. Тоа он бил 6 клас гимназија. Малку е подолга таа приказка, но со војските, со Белата армија, Црвената армија, Белата армија преку Крим, бродови, Истанбул, Галиполе и така натаму, и се најат као мигранти. Знаете, во тоа време се формира и Кралството Југославија
бидејќи Александар Караџорџевиќ има завршено војна академија во Сан Петербург и бил пријател со Врангел. Врангел е познат генерал на Белата армија, прочуена Врангелова армија. Калчук е на север, во Сибир, Врангел е доле и така. Татко ми го завлечат како 6 клас гимназија. Една банална работа. Отишол со коњата и тројка, руска тројка, колата, отишол до поштата да земе некои пакети за дома, знаете, и доаѓа војската, зима му е колата и го мобилизират и му викат на мојот дедо, дај ви го детето со колата, ни треба да идеме до Радовиш, например, во Штип до Радовиш, после ќе опуштиме. Вика, кога дојде црвената армија, кога почнаа да пукат, бегај преко Харков, доле, преко Украина, доле на Крим, од Крим дојдат сојузнички бродови, па ги евакуират во Турција, во Галиполе, и кога се направи кралството Југославија, Врангел оди кај Александар Караџорџев и го праша колку илјади руси може да прима кралството Југославија. Ово вика 60.000 руси. Значи 60.000 руси од тие милиони што се мигрирале, дојдат во некогаш на Југославија, односно кралството, и се распоредени од Вршац горе по границите, се до Гевгелија. Во главно по границите. И биле платени граничари на тогашна Југославија. Но, откако се консолидира Југославија, откако направи мобилизација своја војска, ги отпуштат русите. Отпуштат ги и не станува тука мешање со живото, кој се жене, кој не се жене. Сега, Чкостоле, вие сте роден во Штип 42 година. Така Презимето останува Троицки, бидејќи 42 година кога бесне она Втора светска војна, овде се бугари, сега не политички, туку ве прашувам онака, како ви останува презимето Троицки? Па ненормално, заведено е во Јас сум крстен во црква тока. Знаеш зашто? Кој како доаѓал, ако дошле србите, оделе на ИК. Како доаѓале бугарите на ОФ и така натаму. Кај вас не може. Да, мајка ми е Јанинкова, а најдов свидетелство од 6 клас гимназија која учела, пише Јанинковиќ. А во Троицковиќ не може. Бидејќи се руси, не руско презиме, никој нема ништо против, ама македонските се сменети на ич. Дојдат бугарите, кажа вика Петре Андреевски, во Пиреј. Дојдат бугарите, вика мамката ваша србоманска. Дојдат србите, мамо е бугарашко. Кој шо правиме ние се? Сакам да кажам, која судбина има овој народ, македонски народ. Така да ова презимето останало Троицки, до ден денеска си тера и моите наследници. Ставивме руски имеја. Син ми се вика на името на татко. Татко ми се викаше Анатолий. Син ми се вика Анатолий. Внуко еден се вика Максим. Ќерка ми се вика Татјана. И внуката се вика Марија. И сум имал чичо некој Дмитрий и мојот другиот внук се вика Димитри. И така, и така. Вие во Штип практично го поминувате целиот свој и животен и работен век. Освен кога одев на школување, кога студирав. Во Белград, предпоставам, Не, така? во Скопје Во Скопје? Во Скопје студиравте, добро. А основно, овде? Се Се. овде. Сега, ако синоним за вас е Макфест, вие пред Макфест исто така имате своја историја од, не знам, маркетинг човек, човек кој што студира во, прво студирате во Скопје, економија? Не економија, да, бев на економија. Добро. А напуштив економија. Напуштив земјотрес, остана некои чудни работи. Се десија и напуштив и отидов на јужнословенски книжевности. Историја на книжевностите на народите на СФРЈ. Или јужнословенска книжевност, или југословенска книжевност. Така отприлике. И завршив. Да, ми текна. Сега ми текна кога споменавте. Завршив, но животот ме водеше низ разни тие лавиринти, разни патишта и морав перманентно да учам цел живот. И имав прилика, и бев и професор по литература, но свирев доста долго време, се бавев со музика. Тоа сакав да прашам, од каде музиката?
Јужнословенски економски, од каде музикава, бидејќи вие Чудна сте некоја конструкција. и тоа джез. И денеска скоро ве гледав, правевте еден на джез, Стиво джез Джез фестивал. фестивал свират. Настапувавте, меѓутоа знам дека со джезот сте врзани поприлично бајаги, да не споменувам од шпато и така натаму. Од Да. каде? Сум свирил разни стилови на музика, но по вокација сум джезер, бидејќи јас кога почнав да се бавам во раната младост со музика, некако така ми легна тој стил на музика и тоа го свиревме целата генерација, знаете. Диксиленд и така натаму. И свиревме тука во Штип 58 година се формираше првиот биг бенд во Македонија, пред Радио Скопје. Голема оркестарска формација и мала оркестарска формација. Која година? 58. 58. Да. Пу, брат. И па јас сум тогаш почнав да свирам, Да. јас како момче кога завршив осмолетка, осмо оделение, а претходно учев ја нисам музичка школа кај Сергеј Михајлов, легендарниот директор на Аха. во Штип на музичкото училиште, Сергеј Михајлов, русин од Харков, кај него учев виолончело. Завршив ова нижа музичка школа, немаше средна музичка школа во Штип и си купив гитара и продолжив како жичен инструмент и се вклучив во тај културно-забавен живот во градот. Тука во Штип, така? Во Штип, во Штип. А во Скопје? Не, во Скопје после како После студент. теравте како студент? Како студент. Одев таму во Куд Мирчацев, свиревме со Илија Шурев, со, да не ви кажам, да имаше Кирил Лазаров, Диксиленди. Бевме на турнеи некаде во Црна Гора, фестивал Братство единство. И така, свирев едно 15 години активно се бавев со музика. Во Скопје се издржавав горе-долу Од музика. од тезги, така викаме, од тезги. Да. И само джез свиревте? Па не само джез сега. Јас сум джезер по вокација, но свирев разна музика од типот на таа лесни ноти што ги викате, или забавна музика, популарна музика, како да ја кажем. Така да прокарав многу добро со музиката и долго време свирев. И влегов во немаше ни академија во Скопје, веројатно, а да имаше во Скопје музичка, можда ќе одев на академија. Тогаш немаше средно музичко училиште, немаше академија во Скопје, така. И така. Свирев доста долго време, па сега да ви кажам, јас се започнав до 1970 година свирев активно. Во биг бенди, разни состави и не фати времето на Битлси, Шедоуси, имавме виз, тие гитарски ансамбли, во Скопје постоја Безимени и Бисери, а во Штип ние направивме вокално-инструментален ансамбл, се викаше Македо. Македо. Имаше ритам Македо и по тој ритам Македо формиравме вокално инструмент. А солист, пејач ни беше Христо Крстевски, покојни Христо Крстевски, у своје време беше еден од најдобрите звезда, македонска звезда во времето на Нина Спирова, да не ја кажем, Да, на таа плејада Велко пејачи кои што се Трчевски, појавува. не знам кој бе Љупка Апостолова и така натаму, и тој се појави како млад пејач, дури стаса до Златен микрофон во Белград и он и беше фронтмен, односно, он свиреше хармонија, односно, органи и така, јас пев соло гитара, моја покојен другар Симеон Сајев свиреше бас гитара, Петар Хаджи Николов свиреше тапани и така. И станавме пријатели за време на моите студии со Безимени. Со малку Добро, ама добро знаат кој е Безимени. многу Станислав Дака беше камермен во телевизија, беше Ламбе, не знам, и така натаму и така. И се дружевме, свиревме заедно, и јас после тоа како студент во Скопје свирев со Зафир Хаджиманов, постоеше некоја група АБЦД, некои момчиња, вокално-музички квартет, нема гитариста и ме зема мене, па бевме на некој концерт. И така натаму, сега не можам да... А Зафир пееше? Зафир беше
8 клас гимназија, по сегашно 4 клас гимназија, а ја прва година на студии во Скопје. И некако се споивме и он по мене, Стојче, и станавме пријатели до крајот на животот. Па го викав тука, дали ми беше на Макфест 2-3 дека пати. пееше, да. Го викав со син му тука, правеше една чудесна, прекрасна вечер, еден омаж, фантастичен направи со неговиот син Васил Хаджиманов. Хаджиманов, да. Тој мислам дека и предава, не знам дали уште предава на Беше академијата. тука ворен е професор Васил, на Джез академијата Да. во Штип. Така да, Јануарска ноќ. јануарска ног, да. А Шпато, како ја приказнува Шпато? За Шпато е тај гениалец. Како да ви кажам, не знам. Шпато го запознавме ние како млади момчиња, како следови на биг бендот на Куд Македонка во Штип. И нашиот диригент Кирил Стоев, кој беше стар и искусен музичар, многу добар музичар, со Шпато беа многу добри пријатели, свирале во после ослободувањето во музиката, дуачки оркестар на милиција на Македонија, милиција или полиција на Македонија. И он го донесе тука Шпато да почне да не пишува аранжмани, да не припрема, доаѓаше на проби, го водеше биг бендот и така натаму. Се започна, станавме пријатели до последниот момент кога почина Драган Джегоровски Шпато, кога почина. Така, он имаше многу пријатели. Сите во државата му оддават исклучително признание дека е еден од основоположниците на популарната музика во Македонија, посебно на джез, на джезот. И откако он виде кој беше го доаѓаше на проби во Штип, како звучи таква голема оркестарска формација и сите се влюбивме во тој звук, во тој саунд, со го викат сега. Така да, прекрасни време е, што да ви кажам. Добро, дома што ви вика? Да ве учи, не вика, учи, фати книга и... Па чудна работа, немав многу проблеми дома. Да? Чудна Ве работа. поддржува? Па, интересна работа. И јас се сеќавам, отидов на студии во Скопје, имам гитара, немам појачало. Идат нови времења. Појачало, електрични гитари и така натаму. Појачалото ми остана во Куд Македонка, тоа е државно, не е мое, не можам да го земам, а имав своја гитара. Имаше некои чешки, форте, магнети, направи и така. И татко ми бидејќи беше автобус водеше и водеше релација Штип-Скопје и така низ Македонија. И одам на автобуска станица и го најам него и у Пирин планина ме воде до ден денеска постои таа кафана Пирин планина. Ја, Каме ни омас Пирин планина, вика на чорба да идеме. И ја викам, требат ми 200 динара. 2 црвени по стотка. Многу пари беа ти у тоа време, кога помислиш, динара, југословенски динари. Викам, треба, шо ти треба тие пари, бре, многу пари, бе. Викам, шо ти треба тие пари? Викам, треба да направам појачало. Не да купам, него да направам. Викам, ќе видам со мајка ти. Арно, ама дадеа ми пари. Одма ми даде пари. А што работеа, извини, татко ви, мајка ви? Мајка ми домакинка, а татко ми прво беше директор на, технички директор на автотранспортно предпријатие, Да. а после се откаже од директор, зема и првиот автобус во Штип го возеше татко ми. Релација Штип, Скопје, Крива Паланка, Берове, ни се. Стварно? Да. Беше возач и добар механичар, еден од водечките механичари во Штип беше. Права, сите мајсторе на него. Талентирано момче, талентиран човек беше. Татко ми имаше, така као иноватор, имаше. Да. Завршил 6 клас гимназија, револуцијата го донела тука во Македонија. Отишел на еден курс во Белград, завршил курс за шофере, у Белград завршил курс за шофери, со Чичо и Серги, двојца, не браќа, него братучеди, од два брата деца. И такви некои судбини, знаеш, животот прави чудо да се не види. И те враќа ми ти дава 200 динари. И правам појачало и почнав да свирам у Скопје. И века електрична гитара, у тоа немаше гитарист у Скопје. Ова е после земјотресот, така? Пред земјотресот. Пред земјотресот. Пред земјотресот е тоа. 61 година. И пред поплавата е ова, да, во најубавите години, вие 20 години, колку 19 години. После не фати земјотресот. Па стана
разбрака се Скопје и така натаму. Скопје бевте вие кога беше земјотресот или тука? Не, летно време беше тој, ја бе удојран. Дојр. Тоа беше јуни месец. 26 јули. Јули. Да. Значи бебе на одмор. Цела среќа што студентите беа и школите беа на распод, кој нешто ке е било ако студентите беа и така натаму. Голема трагедија се случи. Така отприлике. И добро, Чичко Столе, оваа авантура со музиката, авантура, не е авантура, туку таа желба постојано трае, затоа реков дури и пред неколку години или лани ве видов на Стибо Джез Ја фестивал. уште до ден денеска свирам, ја имам и CD снимано. Аха, тоа знам дека имате и За CD себе си, снимено. за своја душа, За своја што душа. се- да. Джезот е тоа кој што ви Има лежи. една епизода, види, од Скопје јас кој свирам без да знам, доаѓа седморица млади и некои други групи и така натаму. Без да знам ја, некои српски дечки ме слушале некаде како свирам и доаѓа едно момче и ми вика на мене, сега да не збореме на српски, некој ми вика отприлике, вика, момче, дали сакаш ти да дојдеш со нас да свириш у Београд, имаме бенд у Мажестик, 3 месеца свирка имаш. Платено ти е стан, храна и хонорар имаш. И? Викам, дај телефони, тога немаше мобилни телефони, идеш у пошта и така. Телеграми. Викам, важи. И јас се, жена ми, сегашната моја жена ми е љубовница. Она работа, јас студирам од Скопје. После направиме студентски брак. Ама не е важно. И сега и викам на неја, слушај, тогаш во Југославија беше забранет увоз на тие инструменти, имаше у Михен, преку Михен се добиваше инструменти, требав да купуваме Фендер гитара. Аха. Ке одам у Београд, како тоа, со ваква гитара не бива. Да. И жената оде, ваде кредит, молим те. Значи, многу ме е сакала, шо така. Нормално. Ваде кредит и ми ги дава документите, ја да купам гитара. Аха. И јас ги држам документите и преспивам ја нокта и викам, слушај, ако прво, кој знае што ме чека у Београд? Второ, девојчето ќе остане парите и така натаму, знаеш. Почна да ме гризе совест и врна и документите, грај. Еј. И останувам у Штуп, со неја останувам. Сакам да ти кажам, не? Што е љубов, еј? Љубов. А која беше групата? После открија тие музичари, еден клон од тие музичари, после со Ѓорđe Балашевиќ, тај клавиристо што растураше, што свиреше. После испадна тие од Нови Сад биле дечки. Момците биле од Нови Сад и фанале свирка во Мажестик и така натаму. И се откаже. И тој ми се јави, тоа момче. Они рачунале на мене, чекале ме и така. Кога ми се јави на телефон, леле, отераме кај не треба. Али готово, тоа е тоа. И јас останам во Штип и продолжив да свирам. Долго време свирев, дури не се запослив и као професор кој бев, да завршив, кој беше таа 60 која година, стана професор, прво работи у Виница, у гимназијата, па дојде тука, у Штип, извини, вака штипски што зборам, ама не можам. На штипски. Иако сум ја... Добре, да јас сум штипјанец, така да може на Јас сум штипски. завршил, значи, литература, треба литературно да зборам, ама влече ме тоа. И што да ти кажам, и бе и професор, и као професор свире и последна свирка. Беме добар бенд, ние беме за тоа време, беме висока класа. Последна свирка беше доле на 8 километар. Памтам тоа, Киро идеше тамо стално. Сега нема ништо тоа тамо. Нема, На 8 километар. Мотелчето? Молим? На мотелот? Доле, да. Го фатив и ја го памтам тоа. Последна свирка со Ристо Клюски, Марија Арсова, Симеон Савев, јас, Петар Хачиниколов, не знам кој. Добар бенд, добро свире. Ние усвирени бевме добро. И тоа ми беше последна свирка и после, како ме викна Нетков во Астибо да идам, да се запослам. Астибо. Античкиот, пеонскиот, Тибериевиот Астибо. Византискиот Стипион.
Есклавинскиот, сагудатскиот, словенскиот штип. Ова е модерна сказна за еден нов, за еден ини Астибо, рожба и сведок на помирни брегалнички бранови. 20-годишен убавец пред огледалото на слободата и творечката мисла на Титовиот дух. Зарек, пламена мисла, храброст. И Астибо, инспирација. Астибо, начин на живење, облека во која живееме. Вчера, денес и утре. Во 1962 година, првите 119 конфекцијски работници од Штип го означија почетокот на ова што денес го викаме Астибо. Правев ја некои квизови со училишто, односно предавам во текстилна средна школа. И директорот ми вика, како слободна активност, 10 години славе школата да направиш модна ревија. И јас се зафаќам со децата, со ученици, правам модна ревија. Че ти што предаваш? Македонски предаваш. Па што како ќе правиш модна ревија? Чекајте. Нели, одека знам. И нели имаше слободни активности за децата. Аха. А ја по музиката со овие предават во две училишта. Добро. Во текстилна школа пола часови и во ЕМУЦ, ЕМУЦ. електромашки центар. Добро. Во ЕМУЦ имав дечки кои свиреа многу добро. Гитараши, Добро. метараши до ден денеска, од ние станаа пеачи и свиреа, се бавеа Добро. со музика. И правев со ние. Они знаеа професоре, ајде това свирка, во ја акорди. Да. По таа линија, по музичката линија, директорот видел дека сам така вака. Ајде да направиш модна ревија, 10 години славе училиштето. И дојдеа од цел текстилен басен, дојдеа од Ниш, од Лесковац, не знам, се директори на големи текстилни фабрики, меко кој и Михајло Нетков тука. Аха. И се завршува таа работа, и јас го ангажирав во тоа време Ристо Лазаров, Цицибано. Ристо Лазаров беше тука, уште беше председател на комитет на младина во град Штип. Ристо што беше на телма директор? Да, Ристо Лазаров. Поетот. Поетот, добро. Поетот Ристо Поетот, Лазаров. добро. Да видам дали е истиот збориме за тоа. Истина. Штипјанец. Тем Штипјанец. И го викам, он прави сценарио, текстове, вамо, мода, децата. И се завршува таа работа, готово, се одиме. Се Нетков го праша нашиот диригент, што диригираше со оркестар. Абе, Троицки, што работи во? Ивај му кажува, кој прави оваа модна ревија? И он му викал, а ја го ангажира Куд Македонка Киро, диригентот да свират на модната ревија. Чекај, ти ја направи уствари модната ревија? Направив таа, и добро беше, аплаузи и така натаму. И Нетков кога видел кој прави оваа модна ревија, Троицки. и одмah утре да дојдеш на разговор со мене. И јас бев на разговор со него. И? И ја викам, добро, друже Мико, тога и немаше господине, ни директоре, така го викаме, друже Мико. Добро. И одам кај него, викам, добро, што ви требам, јас сум професор по литература. Има за тебе тука едно место, што ќе работам ја? Ќе биде шеф за пропаганда. Шеф за пропаганда и информации. Маркетинг, денеска. Да, Така? Големи работи направивме. Вика, ќе бидеш шеф за пропаганда на најдобрата југословенска конфекција. Не, а Бер немаше, тоа беше 70-та година. 1970 ова се случува. А Бер немаше 300 работници, дали имаше Македонија, Стиво. Ама добра пропаганда си направи. Луиште држи и Стиво и Макфест. Значи те бива за пропаганда и за брендил. Јас бе голем стручњак во Југославија. Не, ја не се шегом. Вие сега ти за го држиш Стиво. Ја влегов, слушај, јас направив таков маркетинг, таква школа презентирав, ама добро, паралелно учев, јас затоа сакав да речем, едно е кога завршиш една диплома, кога земеш, завршиш факултет и викаш си готово. Добре. Не е готово. Чекате работа. Тек тогаш почнуваш да учиш. И чекай се, вие сте шеф на пропаганда,
во Астиво, кој што тогаш практично почнува, Ја од шеф 70-те. стана директор после. На што? Па направиме Центар за информација и култура на трудот. И ти у Астиво? Па да, Ја почнав штипски да зборам. па да, И стана директор. па да. И сега, тешко ли е да се пробиваш со, не знам, Вартекс, Словенија, натаму, како? Од сега, пазите, од два, кога гледам, младоста прави све, човече. Не подценува, ли? Не, не. Не? И енергија, пази. Еден у Словенија вика, бежите долазе бизантинци. Оде, знаеш, имаше такви некои Аха. на национална, полунационална, углавном функционираше Да. безпрекорно се. Као на зезање, ама И јас морав повторно да седнам и да се зафатам, малку да прочитам таа маркетинг литература. До тоа време еден од најаките центри или факултети за маркетинг беше во Загреб. И сега до ден денеска ги памтам Федор Роко, да не професори од Белград. Учев, читав. Јосип Судар имаше промотивни активности, локава книга. И морав да учам америчко искуство, вакво искуство, онакво искуство. Лондон, све што е било. Ама добро, учењето е едно, ама кога ќе одиш на преговори, ти па мора да ги имаш оние, како да кажам, влегов. џаровски моменти, лесна во земја на џаров, пак мораш да имаш... Многу брзо влегов јас и почнав да правам промоции страшни из Југославија. Моја обрска беа сите саемски манифестации во Југославија, у име на Астимо. Од закупување на простор до негова реализација. Аранжирање, промоција, моралација, излагање и растурање и враќање. Јас мислам така беше, во јануари месец почнуваше Љубљански саем, февруари месец Белградски саем, март месец Сараевски саем. Па ти не си се прибирал во Не, Штип, така? дојдеш, измие се глава дома и си одиш. Што да ти кажам? Темпо невидено, ама затоа вика неа младоста што прави. И младоста, и волјата, имав лидер, бре, човече, имав лидер опасен. Тај Нетков беше, како да ти кажам, моторна сила, опасен човек. Исклучителен талент, сакаше музика, оперски арии пееше. Не знам што сега да не зборувам. Но сакам да ти кажам, морав да седнам да учам и запознав многу луѓе. Влегував во сите издавачки куќи во Југославија. Значи, сите медиумски куќи. Во тоа време немаше толку, имаше телевизија, разбираше, радио станици и печатени медиуми. Така де? Печатени и електронски. Доволно, за да... Функционираше максимално се. Правев такви кампањи, проучував, многу работев. Колку години останувате вие во Астиво? 31 година јас бев. 31 година. Од 70 до 2001 и втора. Чекај, вие кога терате Макфест, сте практично вработен во Астиво? Да. Аха. Па ја никогаш непрофесионално не бев вработен во Макфест. Имав авторски договор. Добро, ќе зборувам за Макфест, го чувам како посебно. Види, сакам да ти кажам, мојата биографија ја би ја поделил на 3 дела. Музички дел, Првиот джезерскиот, джезерски, музички дел, вториот е што го зборувам. пропаганда и маркетинг и реклама, пропаганда. Информации. Добро. Информации посебно. И култура на трудот. Ние правевме, една пропаганда беше за надвор, на пазарот, со испитување на пазарот, со испитување на јавно мнење, со разни анкети, со ова, со она, и внатрешна пропаганда према работниците. Дојдевме до еден феномен да у Астиво сите се чувствува како астивовци. Опасен играци. Моето музичко знаење и мојот маркетинг, стаж, и моето познанство низ цела Југославија. Ја морав да влезам секаде. Морав да влезам во дело во Љубљана. Морав да влезам во радио Љубљана. И влегуваше? Како не? Добар ден. Јас сум тај и тај.
Дајде да седнеме, да видиме, треба ми тоа и тоа. Не може. Може. Не може. А конкуренција си, па секој си шти. На некој начин Тивко си штитеа својата индустрија. Аха. Посебно словенците. И не ми дава да влегувам, а ја влегував. Па влегов преко Карпо Година, па таму го најдов Карпо Година. А татко му на Карпо Година некојаш работел во Вардар филм. Познат камерман и режисер во Лјубљана. Преко Карпо Година, преко Јака Јуднич, влегов секадеш кај што треба. И презентирав од Копер, радио Копер, едно друго треба. И што презентираш? Производи на Астиво? Апсолутно ме А прави. имаше Астиво продавници во Словенија во Имаше во Изола. И, имаше. и како беше продажбата? Ни цела добра. Ни цела Југославија. Че Астиво беше претежно женска или Сите моди. сите моди? До полутешка, само тешка конфекција. Ама машко има или не? Како да не? А има, да, се извинувам, кошуливе, винтијаги, да. едно, панталони, само не тешка конфекција. Добро, До полутешка конфекција. што е полутешко, до каде е? Па, на пример, ово што го викаме јакни и панталони, лесни, летни, Добро. не тешки штофове, не А капути. тука кој ви беше конкуренција? Тетекс, Македонка, тие ви беа Цела конкуренција? Југославија. Не, во Македонија. Во Македонија Тетекс беше друга, они беа ткачница. Добро, а Македонка? Македонка беше сировинаш, он не е конфекционер. Добро. Ние од Македонка купуваме платно. Од Тетекс купуваме платно. Ама и они шие фармерки од Македонка. Тоа е покасно. Кога го зема лиценцата на Вранглер. Да, знам, Вранглер. Таа лиценца Ева, добро, ја тоа се сеќам, ја тогаш сум фатил. Таа лиценца требаше да ја добие Астиво. И Нетков, генералниот директор, као гест на добра волја, ја отстапува лиценцата на На Македонка. Така Демек е. ние сме многу јаки. Добро ве Чичко Столе, како е возможно? Вие колку вработени имаше највеќе Астиво? 4.500. 4.500 луѓе. Да, и 7 дислоцирани погони. 2200 работеа во Штип. 4.500 луѓе работеа во Астиво. Да, сега да ви кажам. Овој комплекс што го викаме Астиво сега што е приватизиран, има таму 5-6 фабрики. Таму почнавме од нула. Првата фабрика е направена 71 година, е отворена и се вика Солидарност, бидејќи е градена од некаков југословенски фонд за солидарност. Тоа е огромна фабрика за кошули, машки кошули. Втората фабрика е женска програма, у која се шие се женски асортимани, посебно женски блузи. Третата фабрика е детска конфекција, пинки. Четвртата фабрика е Васил Дуганџиски Вадо, полутешка, овакви лесни сакои, Добро. панталони и така натаму, елечи и така натаму, и така натаму. 4.500 луѓе вработени во Астиво. Не во Колку Штип. имало? Не во Штип. Во Штип имавме 2200. Добро, еве 2200 Астиво. Колку имало Македонка? 4,5. 4.500 Македонка. Баргала колку имало? А не знам, немам тие податоци. Значи, сакам да кажам, што се случи, како тоа се пропата однеднаш? А па не знам. Не знам. Пред наши очи се распадна. Прво се распадна една држава која не може... Слушај, распадна се Југославија. Се ја плюкаме по неа, ама сите ја сакаме неа. И сите се параметри што ги правиме, по Југославија ги правиме. Кој плюка ја како шетам по ваквото сите за Југославија Па зборат. сите Како одам ама дури и сега помладите веќе зборат. Сега сите плакат, сега те комуњари таму, какви биле таму, Аха. кој демократија бе. Демократија пар екселанс. И сега, Чикостоле, вие ја терате таа пропаганда успешно, влегувате буквално Словенија, Хрватска, Србија. Србија, кај беше најтешко да се влезе? Србија? Словенија. Словенија. И како се случува Макфест? Доаѓа Па не 86. би сега, Сега ти од пропаганда одиш на Макфест. Слушај, веќе луѓето знаеа дека јас веќе работам со пола југословенска естрада. Правев многу промоции и модни ревии низ целиот Сплит, Лјубљана, Загреб, не знам каде, Осијек, Приштина. Нема град у кој не су направи мод. Пропаганда подразбира и модни ревии. Како да не? Браво. Тоа е у тај механизм. Што е модната ревија ако не е промоција? Промоција. Колку бевме далеко, на пример, тој Астиво, колку беше далеко од светските реномирани види. модни куќи? Па не беше далеко, ние работевме за нив.
30% од укупниот капацитет на Астибо се работеше за извоз, 70% работевме за домашен пазар, така наречен домашен пазар, Југославија. Југославија. Добро. Значи, и ние Југославија ја делевме на неколку региони, продажни региони, и секаде имаме своји представништва и магазини и партнери. Добро. Така да, почнувајќи од Лјубљана надоле, запрошувајќи до Гевилија. Така да тоа беше едно чудовиште, едно чудо. А кај извезувавте? Углавном извезувавме по Италија и во Германија. Италија, во срцето на модата, ако можам така да кажам. Па да, колку наши луѓе дојдоа, вика, ама се зезна, вика, купи кушула, шо убава кушула, која гледам Астибо. А ја купил Италија? Па добро. Имаше такви случаи, вика, ама сам кушула, кој отварам дома, Астибо. А тука му е Астибо.